ова издание. Лажни вести, струшени стандарди на новинарската професија во Северна Македонија. Дебата меѓу новинарите и владата. Итна расправа на Советот за безбедност на Обединетите нации за нападот на Турција во Сирија. Филмот Джокер, можна опасност за безбедноста на киносалите. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција денес поднесе обвинение против Бојан Јовановски, поранешната специјална обвинителка Катица Јанева и Зоран Милевски Кичеец за случајот Рекет. Јанева е обвинета за злоупотреба на службената положба и за земање 50.000 евра и мебел вреден 4.800 евра, додека Јовановски и Милевски за кривично дело примање награда. Обвинителството побара продолжување на притворот за сите тројца осомничени. А од вестите во светот, Советот за безбедност на Обединетите нации денес расправа за нападот на Турција во Сирија. Турција изјави дека се работи за одмерена и одговорна антитерористичка операција, додека курдските борци во регионот бараат помош поради можни жртви и последици. Министерството за одбрана на Турција рече дека интервенцијата е во согласност со резолуциите на Советот за безбедност и меѓународното право, кои гарантираат на Турција право на самоодбрана. Председателот на САД Доналд Трамп смета дека битката за негов импичмент може да заврши пред Врховниот суд. Украинскиот председател Володомир Зеленски рече дека не знаел оти воената помош од САД била одложена пред телефонскиот разговор со председателот Доналд Трамп, кој представува основа за демократската истрага за импичмент. Немав идеја дека воената помош била задржана. Кога дознав, го отворив тоа прашање со подпредседателот Майк Пенс во Варшава, изјави Зеленски на пресконференција за новинарите. Полската писателка Олга Токарчук и австрискиот автор Петер Хандке ја добија Нобеловата награда за литература, која минатата година не беше доделена поради сексуален скандал во Шведската кралска академија. Објавување непроверени информации, вести без кредибилни извори и манипулации со политички позадини. Вака новинарите денес ја опишаа состојбата со македонското новинарство. Владимир Мирчевски јавува. Нашето новинарство, кое се наоѓа според мене, може и да звучи и прегрубо, во една фаза на самоуништување. Вака еден од новинарите ветерани ја опиша ситуацијата во медиумската сфера, објавување непроверени информации, вести без кредибилни извори, манипулации, често со политички позадини. Тоа е секојдневието во Македонија. За тоа како да се надмине ваквата состојба во услови на глобална закана од така наречените фейк ньюс, разговара ЗНМ новинарскиот синдикат и владата. Проблемот на создавањето и на лажните вести и нарушењето на стандардите на професијата во многу нешта во изминатиот период, освен што беше проблематичен поради тоа што новинарството загуби дел од својот кредибилитет, тоа се случуваше и поради тоа што и политичарите се обидоа и наметнаа критериуми и услови за работа на медиумите во кои што тие не можеа да функционираат така како што треба. Лажните вести, верувам дека немаме дилема, се новото оружје за масовно уништување. Задираат во фундаментот на секоја индивидуа, семејство, друштва, заедници, организации, држави, сојузи. Еден од начините за враќање на кредибилитетот на професијата е вистинска, не само декларативна саморегулација по пример на западните земји. Препораките во главном на сите меѓународни организации кои се бават со слобода на медиуми се дека никој не треба да регулира новинарската професија, освен можеби самите новинари. Една од најпроблематичните сфери се онлайн порталите. ЗНМ во соработка со Советот за етика на медиумите во фаза на изработка на регистар на професионални онлайн медиуми за полесно препознавање на тоа што е вистински, а што медиум што шири непроверени и лажни вести. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. А Турција пак воведе нова регулатива за содржините на интернет. Критичарите велат дека ова е уште еден начин да се замолчат новинарите. Дориан Джонс известува од Истанбул. Özgürüz Radyo saat başı haber bülteni. Известувајќи од неговата спална соба, Онур Онку јавува за интернет портал за вести.
Станицата тврди дека продуцира вести надвор од контрола на турската државна регулаторна власт. Но според новата легислатива, емитувањето преку интернет сега потпаѓа под регулаторна контрола. Türkiye'de çok sayıda internet portalı var, haber sitesi. Многу интернет портали во Турција, за вести на веб и на ТВ, дури и преку телефон. Луѓето може да прават граѓанско новинарство преку Перископ. Владата го воочи тоа како проблематично и не можеше да го спречат. Како што почна владата да ја затега контрола врз умерените медиуми, бројката на радио и интернет станици почна драстично да се зголемува. Многу познати новинари кои сега беа отпуштени поради критичко известување, работат за такви медиуми. Обидот на владата да ги регулира таквите емитувачи се гледа како последен обид за контрола на интернетот. For obtaining crucial political information, За да стасете до важна политичка информација, треба да користите социјални медиуми. Затоа турските власти целат кон контрола на интернетот. Владата објави дека мерката има цел да ги хармонизира регулативите за емитување со цел сите да се придржуваат до истите прописи. Според новиот закон, емитувачите на вести на интернет кои што ја отфрлаат дозволата или не аплицираат за неа, може да бидат блокирани или да се соочат со високи казни ако продолжат да работат. Групите за заштита на човековите права се организираат за да ги брифираат адвокатите за очекуваните случаи по судовите, за да ги оспорат и отфрлат новите контроли. Радиостаниците Онцу и Окзорус, како и многу турски интернет емитувачи, остануваат детерминирани да обезбедат независно известување. Филмот Джокер ги урива рекордите по гледаност, но предизвика и загриженост за безбедноста. Пенелопе Пулу за оваа контроверза. Со затворањето на менталната болница во Готам Сити, третманот на Артур Флек е прекинат. Не може повеќе да работи како клоун. Предмети на подсмев и малтретирање во градот полн со лутина и незадоволство. Мајка му верува дека Артур постои за да му носи смеја и радост на светот и тој прави се тоа да го оствари. Но премногу понижуван, тој решава судбината да ја земе во своји раце. Станува Джокер. Критиката е поделена околу филмот. Некои гледаат уметничка вредност, но други велат дека филмот сочувствува со волкот самотник и жртва на околностите што го крева на пиедестал на одмазда за правда. Меј Сантјаго, професорка по филм на Универзитетот Џорџ Мејсон, смета дека одлуката на студијата на Warner Brothers и режисерот Тод Филипс да направат ваков филм е неодговорна по масовните убиства извршени од лица кои го имитирале однесувањето на Джокер. Ние сме травматизирано општество и тоа ќе го ставите во блокбастер од стотици милиони долари и тоа со еден од најпознатите ликови од културолошкиот лексикон. Тоа не оди. Киносалите во целата држава ги засилија безбедносните мерки и забранија гледачите да носат маски. Полицискиот оддел во Лос Анџелес е свесен за историското значење и дека јавноста е загрижена поради премиерата на Джокер. Во Лос Анџелес нема закани, но ние потекнуваме на будност и предпазливост. Во 2012 година Джеймс Холмс уби 12 лица, а 70 беа повредени за време на полноќното прикажување на друг филм за Джокер, филмот за Бетмен на Кристофер Нолан. Досега Джокер има освоено 3 големи награди на филмскиот фестивал во Венеција, а се слуша и името на Хоакин Феникс во контекст на Оскарите. Обично мотивите на ликовите се јасно дефинирани и на публиката и се сугерира што да чувствува и кога. Кај овие филми се допаѓа тоа што зависи од вашата интерпретација. Уметноста не треба да се создава во вакуум. Меј Сантјаго вели дека уметноста треба да биде одговорна пред општеството. Помина помалку од еден месец од последното масовно пукање. Тоа е општеството во кое живееме. И се додека законот за оружје не се промени, мора да бидеме предпазливи. Со нови информации се гледаме утре повторно. Пријатно.